Околу 5 милиони евра од продажба на градежни парцели нема да се слеат во буџетите на општините од Источна Македонија. Политичката криза и нераспишувањето на локалните избори им ги врзаа раците на општините за распишување на огласи за продажба на парцели за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Значи во овие 4 месеци од 2017 година се уште немаме објавено конкурс за продажба на градежно земјиште во општина Штип. Причина е затоа што се уште немаме официјална влада, туку имаме техничка влада која што е задолжена на некој начин да одржува владата во живот се до изборот на официјална влада. Се додека тоа не се расчисти, ние немаме укажување и не смееме да продаваме градежно земјиште. Се разбира, тоа е еден од главните извори на приходи на општината покрај данокот на имот. Општина Штип како најголема во регионот во буџетот планираше од продажбата на градежно земјиште да има приход од над 1 милион евра. Градежни парцели за продажба има на неколку локации, како за куќи, станови, така и за стопански објекти. Одделението за урбанизам работи на тоа, имаме неколку зони кои што се разработуваат во моментот, на излезот кон Штип, секако се разгледуваат и оние во Дузлакот, оному каде што се е овозможено да се направат проекти, значи одделението за урбанизам тоа го работи согласно законските обврски, така што нема да има криза во поглед на тоа за објава на градежно земјиште, меѓутоа пречките се повеќе правни отколку реални. Овие средства општините ги користат за изградба на инфраструктурни објекти. Засега сигурен прилив на средства во општините се од данокот на имот, кој граѓаните треба да го платат до ноември.